Британската полиција го идентификуваше напаѓачот кој со комбе удри во случајни минувачи во близина на џамија во Лондон. Станува збор за 47-годишниот велшанец Дарин Осборн, татко на 4 деца. Тој не е бил познат на безбедносните власти и најверојатно сам действувал во терористичкиот напад, пренесуваат француските медиуми. Во овој инцидент, едно лице загина, а десетина други се повредени, од кои двајца се во лоша здравствена состојба. Според очевици, Осборн се обидел да побегне од местото на нападот, но бил запрен од неколку верници кои го држале, додека не пристигнале безбедносните сили. Бегајќи, тој извикал дека сака да ги убие сите муслимани. Тој бегаше и се обиде да се врати на главниот пат, но успеав да го бутнам на земја. Потоа со други луѓе успеавме да го задржиме, додека не дојде полицијата. Тој викаше ќе ги убијам сите муслимани. Тоа беше терористички напад. Тој е терорист, без разлика на тоа дали е христијанин или муслиман. Не постои религија која му припаѓа на тероризмот. Тероризмот нема религија. Слушнав удар и видов како луѓето паѓаат на земја. Почнав да бегам. Тој сакаше да убие што повеќе луѓе. Градоначалникот на Лондон, Садик Кан, повика жителите да останат смирени, а премиерката Тереза Меј, која го посети местото по нападот, рече дека Обединетото кралство ќе продолжи да се бори против тероризмот. Тоа беше напад врз муслимани во близина на нивниот верски објект. Повторно страдаа невини. Тој напад подсетува дека тероризмот, екстремизмот и омразата попримаат разни облици, но подсетува и на нашата одлучност да ги сузбиеме без оглед на тоа кој е одговорен за нападите. Ова е последен ваков инцидент во главниот град на Велика Британија. Сличен напад се случи на почетокот на јуни, кога тројца терористи со комбе удрија во група пешаци, пошто со ножеви ладнокрвно бодеа случајни минувачи. Во тој напад загинаа 7 лица, а 48 беа повредени.